Евро за превенција заштедува 7 за гасење пожари. Ова е една од пресметките на Дирекцијата за заштита и спасување, откаде велат дека особено во летниот период сите капацитети кои стопанисуваат со шумите мора да вложат во превенција од пожари. При катастрофите, посебно пожарите, најважно е превентивата. Летно време, шумските стопанства, кои што експлоатираат шумата, работат со неа, како и другите институции, треба да си имат вработено луѓе кои што секојдневно ќе вршат патрулирање низ опасните места и ќе вршат надгледување кој влегува во шума, кој се движи или ако се забележи чак интервенира веднаш. За пожарите најбитна е интервенцијата. Бидејќи 1 евро вложено во превенција заштедува 7 евра потоа за гасење на самиот пожар. Најдобро е да вложуваме во превенцијата, да имаме луѓе задолжени да ја обиколуваат цела територија, да гледат кој влегува во шуми, сточари, планинари, соработка со планинарски друштва, со велосипедски друштва кои шетаат по планините, кои ја сакат природата и они можат многу да придонесат за превентива. Од друга страна, по настанувањето пожари важна е и добрата координација и да се изменаџира и успешно да се локализира пожарот, вели Димчев. Што се однесува до самото гасење, да, точно има некои проблеми, меѓутоа тие проблеми ги имаат сите земји и никоја земја во светот, и најјаката земја во светот, не може сама со своји ресурси да постигне да изгаси пожар во таков голем размер. Ние имавме овде пожар кој ги зафати териториите на 3 општини, голема површина, високостеблеста шума. За жал беше наклонет и временскиот фактор. Многу топло време, подолг период, многу силен ветер со променлив правец. Еднаш дува северно, друг пат источно, трет пат западно и тоа многу ја отежнува работата на луѓето кои се на терен. Координацијата, да, се врши од еден центар, доколку е зафатена една општина. Доколку се зафатени повеќе општини, со самото доаѓање на странски сили, а кои странски сили ги бара Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи истата е членка на Европскиот механизам, со раководењето на странските сили и нивно патување раководи самата Дирекција за заштита и спасување, меѓутоа нормално во координација со општинските сили и со шумските стопанства, кои што они кажуваат кои места се најзагрозни, кај треба да се бранат објекти, бидејќи прва задача ни е одбрана на објекти и на човечки животи. Дури потоа одиме на спасување на шумата. Во моментот струмичките екипи од Дирекцијата за заштита и спасување се во Пехчево, Берово и во Делчево, каде што изминативе денови беснееше голем шумски пожар. Првичните наводи покажуваат дека причината за настанување на огнената стихија е човечкиот фактор. Дополнително ќе се утврдува дали има евентуални пропусти во интервенцијата и гасењето на пожарот.